ако е тоа начинот на кој разговараме, ако ги видите процентот на гласови на изборите, па и платите на политичарите треба да претрпат огромни измени. Ако ви имате 10-12%, па често пати и потоа доверба во определени политичари, па кое е нивното оправдување да владеат со државата, ако на тој начин разговараме? Секојаш прво себе си човек треба да се погледне. Второ, јас не можам да имам своje мислење затоа што има закон. И јас упорно ви кажувам дека ние треба да ги применуваме законите. Не може никој да каже моја добра волја или не е моја добра волја, некому да дадам плата. Има закон. Има закон за плати на судии. И таму се точно предвидени процентите, нема што да дискутираме околу тоа. Добро, со реформската агенда и оној реформи што се бараат сега. Во мигот важат и во мигот се кршат. Во мигот од 2015 важи законот за судски буџет. Од 2015 беше последна година во која мораше да се издвојат тие 0,8% БДП. Никош не се издвоја. Ви имате одговорност за непочитување на законите за определени структури и определени луѓе кои се во постапка затоа што не го почитувале законот. Кој е оправдување овде за непочитување на закон? Нечива добра волја, ние имаме закон. Нема тука добра волја или јас сакам или не сакам. Или треба го почитувате законот, или не можете и од другите да барате тогаш да го почитуваат законот, ако вие први не го почитувате. Така, добро, Арсовски, доколку сакате да искоментирате околу платите. Повеќе политички коментари околу видете, платите на судиите се директно поврзани со можноста да ги корумпирате. Ако судиите се многу лошо платени, најголем дел од странките можат полесно да ги корумпираат, бидејќи екзистенцијата ќе им зависи од клиентелизмот, од продавањето пресуди. Добро, значи дека со зголемување на платите ќе се намали корупција. Треба да бидат добро платени. Ќе се подигне прагот на клиентелизмот, сигурно. По мене поголем проблем е што ние во ниту еден суд во Македонија, во ниту еден немаме вработено онолку суди колку што се предвиден по органиграм по систематизација. Како ќе функционираат судовите? Граѓаните треба да имаат пристап до правда. Поголем проблем е што судија не може да закаже рочиште 6 месеци затоа што нема доволно судии. И тој дел треба да се реши. Политички коментари имам околу ова застареноста за која зборуваме. Видете. Колку што јас разбирам во демократијата, па и во правото, има неколку принципи кои треба се внимава да не се нарушат. Зошто постои ограничување дека не можете за едно дело да бидете судени 2 пати, така наречена рес јудиката? Зошто има застарување воопшто? Тоа е затоа што државата, власта, системот е диспропорционално посилна од поединецот. И ако тргне со силни механизми да го гони правно, државата секогаш победува. Затоа има заштитни механизми дека државата има ограничен рок кога да покрене обвинение, за колку време да пресуди, за колку време да го изврши. Тоа се тие застарувања. Не треба тие да се претворат во бесконечни рокови, 10, 15, 17 години, во кои граѓаните ќе имаат манија на гонење, дали некој политички ќе му текне после промена на власт, да ги гони за нешто кое се случило. Власта, обвинителството, судовите, државата и така натаму имаат една шанса за гонење. Тоа е прозорецот за процесирање и не треба премногу да се интервенира во тоа, затоа што може да се создаде правна несигурност. Вие знаете што ќе ви се случи, вие можете во кривичниот законник за злоупотреба на државна положба и овластување да го направите опсегот енормен. Се да ставите таму. И да направите дека тоа не застарува никогаш. Знаете што ќе биде резултат, значи ние мора да ги погледнеме и другите аспекти. Знаете што ќе биде резултатот на тоа? Никој ништо нема да потпишува. Ќе треба да извадите извод од матична книга на родени, не потпишува. Тој затоа што се плаши дека некој утре ќе го гони за злоупотреба на службена вие морате да направите и функционален систем. Што се однесува до реформите во судството? Да, треба да има ревизија, на крајот на краиштата ревизијата според мене, ревизијата на имотот и на судењето на судиите воопшто не мора да биде голем процес. Тоа може да биде на 5% случаен избор од предметите.
Вие ако имате статистичко искривување на пресудите и на 5% ќе се појави. Не мора вие да ги прегледувате сите 1000 пресуди што ги направил некој судија. Изберете 5 по случаен избор, веднаш ќе се види. Но еве и тоа на страна да речеме, ако е тоа некаков нов проект кој Албанија го спровела, ние не можеме да го спроведуваме. Зошто не ги спроведуваме проектите кои веќе ги имаме? Зошто не работи АКМИС системот? Тој не е платен. Зошто се уште се доделуваат предмети не по случаен избор? Друга техничка работа. Зошто нема веб камери во секоја судница? 30 Нема тонско снимање. Така е. 30 евра чини веб камера. Судењата по дефиниција се отворени, освен оние кои се затворени. Зошто јавноста, па и медиумите да немаат пристап до YouTube канал на секоја судница во државата? Па судијата да знае дека целата јавност го гледа и дека тоа се бележи. Тоа се прости, едноставни работи кои не ги правиме, а ги покриваме со некакви грандиозни планови за целосна реформа на судството. Мора да почнеме да спроведуваме. Ние сме се уште заглавени во фаза на планирање и таа може да не трае наредните 20 години. Добра, ајде, кога сме веќе кај судството и околу повлекувањето на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, дали со неговата смена се отвора еве патот за цело време ова што го зборуваме реформи во правосудството, или ќе имаме само смена на улогата, па се ќе продолжи да биде постаро, и еве од опозицијската СДСМ само обвинуваат дека ова е сценарио на владеачката ВМРО ДПМН и на премиерот Мицковски за преземање на контрола врз обвинителството и судството. Кој е вашиот став по однос на тоа и ќе Не знам колку. дали е ова првиот чекор за... Не знам колку памтите, ама нема обвинител кој не бил сменет или приморан да си даде оставка по менувањето на власта. Ова не е ништо ново. Истото го направи и СДС предходно ВМРО и така натаму. Промена на еден човек, кадровско решение, промена на име и на презиме на функционер не е реформа. Не е ни почеток на реформа. И јавниот обвинител не е толку многу битен колку што се битни другите елементи во обвинителството, како на пример истражни центри, бројот на обвинители, бројот на стручните соработници кој манка, исто и во судството. Свесни ли сте вие дека има судови кои не може да состават кривичен совет од тројца судии за да донесат решение на кривичен совет? Има судови каде што судија кој патува од еден град во друг град, застанува по пат во тој град каде што се само двајца кривичари, за да биде во мигот трет член на кривичен совет, за да може да се донесе одлука. Тоа е поради недостаток на вработени. На вработени. Немаат стручни соработници. Немаат други вработувања, шалтерски службеници. Сето тоа е огромен механизам кој мора да функционира, али кој мора да има потребен број на луѓе. Тоа за сега не е исполнето. Ние имаме постојано проблеми со поротници. Се сеќавате дека доскоро беше жив проблем да се најдат поротници. Тоа е затоа што не инвестираме, надоместокот е никаков, и така натаму. Има големи проблеми судството и уште ако ги скратите и оние средства кои ги има, па треба да ги одржува зградите. Треба да ги одржува лифтовите таму кај што има. Треба да подели плати, треба да купи харти и многу други работи. Не можете вие нешто што сте го предвиделе како држава дека постои самостоен судски буџет да го ограничите и тој да зависи од министерот за финансии. Токму таквото влијание на извршната власт преку министерот за финансии покажува и го невозможува судството меѓу другите работи да е самостојно. Ако вие могу ги контролирате финансиските средства, нема самостојност меѓу другите работи. Добро, во однос на тоа дека се уште не е избран ВД државен јавен обвинител, еве судскиот совет требаше да има седница, па беше одложена советот на јавни обвинители, па одложена за понеделник. Сметате дека тактизираат на еден или друг начин? Има ли некаков ризик или опасност ако државата нема во моментот ниту јавен обвинител, ниту вршител на дложност? Имаше до сега јавен обвинител и имаше многу повик против него, така да разлика нема во мигов. Дали има јавен обвинител или нема јавен обвинител, јас ви кажувам дека има шефови на обвинителствата кои што работат.
Значи, имаме основно јавно обвинителство, имаме основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, имаме основни јавни обвинителства од другите градови, тие имаат своји раководители и тие Така функционираат. можат да си функционираат независно, без разлика дали има државен јавен обвинител. Секој ден се судниците пуни и се постапува по предметите, затоа што обвинителите застапуваат. Вие имате, сами објавувате како новинари, акции на полицијата, каде што наредба дал судот, обвинителот исто дал наредба за приведување на определена група на луѓе, каде што почнува да се процесуира, се води истрага и така натаму и така натаму. Затоа ви кажам, јавниот обвинител као јавен обвинител на Република Македонија не е толку битен во мигов, битни се многу други работи кои што треба да се средат во правосудството, тука е меѓу другото и обвинителството. Очекувате ли дека голем број лица ќе се пријават за наследник на Љупчо Коцевски, односно за нов јавен обвинител? Очекувам, но очекувам во ваква една ситуација повторно тоа да биде малку политичка одлука, каде што, као и до сега, секоја власт сакала да да има свој јавен обвинител. За жал, се уште ситуацијата кај нас таква, се додека јавниот обвинител не даде секој кандидат за јавен обвинител, не даде своја програма, свој видувања и да биде повикан, па може би дури и пред собрание, да ја изложи. Дека треба да се променат условите за избор. Апсолутно. Да ја изложи својата програма и да му каже на овој народ, луѓе, јас ќе го преземам ова, ќе направам тоа и тоа планирам да го направам, се до тогаш ќе биде вака. Добро, Арсовски, доколку сакате околу тоа, кои се вашите предвидувања, колку лица би се пријавиле, потребно ли е промена на условите, ако не да се префрлиме и околу нема недостаток на кандидати за јавен обвинител. По досегашното функционирање апсолутно е точно. Не сме виделе ниту еден јавен обвинител кој не бил обвинет за политизација и кој не се повлекол или не бил сменен под политички притисок. Затоа, ние треба можеби да и погледнеме на вистината во очи во политиколошка смисла и да престанеме да се преправаме дека јавниот обвинител не зависи од политичката елита. Зависи од политичката елита. Апсолутно. Неговото именувањето на Републичкиот совет на обвинители и така натаму. Или треба јавниот обвинител да го ставиме како дел на политичката елита која е во моментот на власт и да кажеме дека тој спроведува казнена политика на владата, и да направиме сериозни ограничувања околу тоа што може или не, или треба да го избираме на директни избори обвинителот. Единствен начин во ваква ситуација да гарантираме дека државниот републичкиот јавен обвинител, Јавен обвинител на Република Македонија се нарекува, дека е целосно независен. Тој треба да се избира на избори. И тоа треба да се избира на избори не заедно со власта, него на средина на мандатот. Многу земји во светот тоа го решиле така. Тој да настапува со своја програма, граѓаните директно да го ценат неговото работење и ако е така, да нема апсолутно никакво, да не треба на никого да му се додворува. Мора да одлучиме која ќе биде позицијата. Вака ние на хартија јавниот обвинител е независен, а всушност де факто цело време гледаме дека и тоа како зависи од дневната политичка динамика. Пошто се извинувам, да не заборавиме, он не ги штити само државните интереси, не спроведува казнена политика на владата. Тој ги штити и човековите права и слободи. Меѓу другото. И одговара и пред граѓаните. Затоа што неговото постапување значи разлика меѓу анархија и хаос и законита држава правда. Затоа што тој ги штити највисоките вредности на определен човек, неговите права, слободи, забрана за прислушкување, неповредливост на дом и така натаму и така натаму. Да не ги набројувам сите. Тоа е гаранција дека утре тој што ќе прекрши ќе биде процесуиран за кривично дело пред надлежен суд. Така, ајде да се префрлиме малку и околу надворешната политика. Имаше, односно се одржа декемврискиот самит у Западен Балкан во Брисел. Пораката кој што ја испрати председателот на Европскиот совет Кошта беше дека властите во Македонија знаат што треба да направат. Не ги спомена уставните измени, меѓутоа јасна беше пораката. Од друга страна, истите барања, односно
преземената обврска да се спроведат уставните измени се содржеше во заклучоците од данското председавање со Унијата. Што значи ова повторена, еве да кажеме, порака од Брисел за Македонија? Пораките од самитот се многу јасни, не само експлицитната порака во заклучоците, туку и на две други места се споменува, а тоа е дека земјите кандидати треба да внимаваат на правата на малцинствата, повторно имплицитно се реферира на промената на уставот и дека треба да ги почитуваат билатералните договори преземени едни со други, како и мултилатералните и меѓународни договори. Така што пораката од Брисел е релативно јасна. Ја примивте фактурата, ја подпишавте фактурата, сега платете ја фактурата. Па ќе разговараме понатака. Нашите политички елити во моментот и власта имаат една друга стратегија, тоа е дека бараат некакви промени во овој пакет цел, кои би им овозможиле некакви гаранции, некакви дополнителни политички бенефити и така натаму. Имајќи ги предвид двете множества кои во моментот немаат пресек, но може да се случи да се појави некаков пресек по иднина, не верувам дека постои стратегија која може да направи ние да го смениме она што веќе сме го прифатиле. Тоа е целосната преговарачка рамка со сите протоколи внатре и обврските кои произлегуваат од тоа. Очигледно е дека што повеќе време поминува, тоа по конзистентна е пораката од Брисел дека преземените обврски треба да се спроведат. Ние можеме да добиеме гаранции или да преговараме, да немаме нови обврски, да немаме нови билатерални критериуми кои би биле вон копенхашките критериуми. И тоа е легитимно, имајќи предвид дека веќе неколку пати сме изгорени од ветувањата на. Добро, колку е возможно и тоа да се добијат такви гаранции дека нема да имаме нови билатерални барања во иднина, а при тоа нели да се спроведат тие уставни измени кои што се преземени. Ние можеме да добиеме нови заклучоци на Советот кои ќе кажат дека не треба да има нови билатерални услови. Иако тоа е проблематично, што видите кој ќе констатира дали условите се билатерални или не. Вие нема да имате напредок во историската комисија, Бугарија ќе ве блокира за владење на право. Повторно се работи за политичка одлука. Тоа што ние можеме да направиме, иако тоа не знам дали е правно до крај издржано, можеме да ја примениме она идеја за реверзибилност. Ние можеме во уставниот закон за промена на уставот да вградиме член во завршни периодни одредби, како веќе тоа е, дека доколку се констатира од тоа тело, некое тело, дека имаме нови билатерални блокади кои не се врзани за копенхашките критериуми, овие промени автоматски се поништуваат. Тоа може би би Зборуваме за уставните измени, доколку бидат донесени, па и излезе ново билатерално барање, тие се поништуваат. Да вградиме некаков таков автоматски реверзибилен процес. Иако имајте предвид, нашето право, не поправете ме ако грешам, тоа не го познава. Вие може да имате таква иницијатива, па треба се соберат 80 претеника да го вратат уставот назад, па треба трите фази и така натаму и така натаму. Но ние мора да одлучиме што бараме. Нашите власти тврдат дека бараат да нема нови услови, јас мислам дека бараат да не ги спроведат сегашните. Дека нашите власти всушност бараат гаранција дека ние ќе влеземе во ЕУ и дека нема да имаме проблеми, дури ако не го спроведеме протоколот 2, кој е суштинскиот проблем, а не измените на уставот. Не гледам брзо решение, особено не во наредните 12-18 месеци. Добро, господине Давидовиќ, ајде и вие малку околу надворешната политика, како гледате вие, без разлика што доаѓате од правниот сектор? Никако не би сакал да бидам како нашите политичари, па да коментирам и зборувам за нешто што ниту е моја струка, ниту фах, ниту го следам. Ниту сум стручен за таа работа, така да не би сакал навистина да изгледам како. Видите, како граѓанин го барам сето она што го барат сите наши граѓани. Стабилна држава, со владење на право, со еден нормален живот за сите граѓани. Не да бидеме во ситуација да знаеме што смееме, што не смееме, кога кој закон ќе се смени, кога која политичка партија или елита ќе измисли нови правила и сето тоа. Да бидеме држава као што се други нормални држави да владее правото. Така. Тоа мислам дека секој граѓанин го сака. Така, ајде малку. Малку околу промените во Бугарија, односно падот на бугарската влада, колку тоа ќе го отежни, колку ќе влијае, ќе го пролонгира, ќе го
одолговлече процесот, евроинтегративниот процес на Македонија со оглед на тоа што, иако и до сега не се разговараше, сега па нема ниту официјални лица со кого би можело да се разговара во официјална Софија, и колку сметате дека ќе трае оваа, да ја наречеме криза во Бугарија, се до избор на следна стабилна влада? Мислам дека кризата во Бугарија трае. Не гледам системско решение, бидејќи повторно ГЕРБ води на анкетите, а ниту една партија не сака да коалицира со ГЕРБ. Така што суштинско решение нема, но треба да имаме предвид. За нашата страна, за Македонија, политичката динамика во Бугарија треба да ја следиме и да ја наблюдуваме само доколку имаме идеја да се обидеме да го смениме пакетот што е пред нас. Сегашната преговарачка рамка и протоколот 2. Ако ние планираме да ги спроведеме уставните измени, за тоа не ни треба ниту стабилна ситуација во Бугарија, ниту ништо. Експлицитно е наведено во преговарачката рамка дека доколку Македонија ги спроведе уставните измени, се отвара втората меѓувладина конференција за отварање на поглавјата без нови одлуки. По автоматизам, екс официо. Така што, за нас има смисла да ја следиме политичката ситуација во Бугарија, само ако мислиме нешто да преговараме. Добро, ако мислиме да го спроведеме тоа што сме го прифатиле, што сака нека се случува во Бугарија, тоа за нас не Така, веројатно опцијата, палем судејќи по оние изјави кои што ги даваат властите во Македонија, е дека ќе се обидеме сепак да преговараме или дека одиме на таа варијанта. Колку е за нас можеби добро во случајот некоја техничка влада да има помеки ставови, да има некоја промена во сегашните ставови, па да се направи некаков исчекор во таа насока, или мали се шансите за тоа? Имам впечаток дека евентуалните преговори со Бугарија, се согласувам со вас, тоа изгледа дека е стратегијата на нашата влада, сепак да отвори некакви билатерални комуникации. Мислам дека тоа ќе бидат сепак трипартитни договори, дека нема да бидат само Скопје и Софија, туку ќе бидат Скопје, Брисел и Софија. Так. И во таа смисла, ако е тоа така, нема да зависи многу политичката стабилност. Не знам дали се сеќавате како беше прифатена преговарачката рамка. Падната влада не може да се состави собрание во Бугарија, во најголемите политички турбуленции во Бугарија, ако постои политичка волја, може да се спроведе тоа. Јас за жал мислам дека интересот и притисокот кој меѓународната заедница може да го имплементира врз Бугарија во моментот е сериозно намален. Мислам дека апетитот на ЕУ за проширување со Црна Гора и Албанија малку ќе биде заситен. Големата геополитичка награда за нив се Украина и Молдавија, а не Македонија. Така што мислам дека не треба да очекуваме ние дека некој многу ќе направи напор за да ни помогне. Де факто мене ми личи дека ЕУ не остави на син и дека треба се навикнеме на таа ситуација. Така, ајде и уште едно прашање за крај, бидејќи сме на крај на емисијата. Еве денеска изјава имаше премиерот Мицкоски околу реакциите од Грција, односно од официјална Атина, за неговата изјава, каде што рече дека го вратил името Македонија. Мицкоски денеска порача дека не сакал, односно не е љубител на цензурирање или на закани, и дека за него името Македонија е свето име, дека слободно право и говор да кажува како мисли или како сака да ја условува сопствената држава. Можни ли се во таа насока нови несогласувања со Грција? Во моментот Грција беше релативно толерантна кон тоа. Јас тука имам еден непопуларен, но тврд став. Ако ние сме го смениле уставот и официјалното име на државата е Северна Македонија, сите официјални лица треба да го користат. Во Преспанскиот договор пишува дека приватната употреба на терминот Македонија нема да биде санкционирана. Согласно Преспанскиот договор, се мисли на тоа дека никој нема да не проверува по дома додека вечераме дали збориме Македонија или Северна Македонија. Но тоа не важи за официјални лица и официјална употреба. Релативно е експлицитен Преспанскиот договор дека во сите официјални употреби ерга омнес. Како што ќе се зголемува политичката тензија во Грција? Вие имате блокади во моментот, земјоделци на улица, комплицирана една политичка ситуација. Така, сензитивноста околу ова прашање ќе расте. Мислам дека македонските политички елити ќе се соочат доколку не најдат или некаков заеднички јазик за толеранција, или да најдат некаква формулација што е приватна употреба и колоквијална, а што е официјална употреба, дека ќе се соочат со ситуација во иднина, дека можеби уставните измени со Бугарија веќе нема да бидат доволен услов за отварање на поглавјата.
Добро, ајде господине Давидовик и вие околу употребата на уставното име, доколку сакате да прокоментирате, знам дека ќе кажете дека не е во ваш домен или Ако приметивте, така. пошто не Меѓутоа сум, еве пак една не сум официјално граѓански лице коментар. и јас постојано употребувам Република Македонија, така да за мене тоа е името на мојата држава, она што го пише во Уставот и што беше политичка одлука е веќе друга ситуација, но јас сегде имам право да употребам Република Македонија и да знам каде живеам и кој сум. Ама ние не сме платени од јавни пари. Така е. За мене, тоа е разликата. Така е. Така да имаме право да го користиме она што го мислиме и што го чувствуваме. Така, јас ви благодарам и на двајцата за вашето вечерашно гостување. Почитувани, вам ви благодарам што не следевте и оваа вечер. Останете со програмата на Канал 5 телевизија и секако имајте пријатен викенд.